Здраво, ова е подкаст од каде се парите со мене Горан Теменугов, а денеска ќе зборуваме малце за политика и малце повеќе за економија. Во оваа четврта епизода од третава сезона ќе го слушнеме и гласот, односно ставот на Дуи. Зошто? Бидејќи и во првата и во третата епизода зборувавме за оваа партија, па редно е малце да зборуваме за политика и од аспект на Демократската унија за интеграција. Но знаете дека ние сакаме многу економија и ова е пред се економски подкаст и како и секогаш го бираме најдобриот соговорник кој што освен за политика е многу компетентен и за економија, а денешната тема ќе ни биде гасификацијата во државава и видовме дека тоа е многу битен елемент, бидејќи дури и премиерот на Македонија и на Србија пред неколку дена зборуваа за поврзувањето со интерконекторот со Грција и тоа го ставија како исклучително важен приоритет за развојот на државава. Значи ќе зборуваме за газификацијата, ќе зборуваме и за ставовите на Дуи, а тоа може да одговорите и на две прашања, може да ни го даде денешниот гостин. Тоа е господинот Бајрам Реджепи. Добре дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата да бидам дел од вашиот подкаст. Да, само да објаснам зошто е компетентен, оние што не го знаат. Првин е подпредседател на ДУИ, еден од четворицата, така мислам дека се четворица подпредседатели, и он е еден од четворицата и е поранешен прв човек на Нома Газ, односно тоа е НЕРПА Нома Газ, односно задолжен за гасификацијата во држава, така што е прилично компетентен и многу ми е драго што и пред да биде на оваа функција беше во компанија која што се занимаваше со енергенси, значи не е политичар по вокација, туку у суштина има и искуство во реалниот свет, има заработувано работејки за странска голема компанија, така што можеме да зборуваме за многу работи, како и за политика, така и за економија, но од еден многу реален аспект. Ајде првино на што секогаш почнуваме, тоа е политиката. Најжешкото прашање што во моментов сите не интересира, господинот Мендух Тачи, дали е дел или не е од Европскиот фронт? Па, тој веќе кажа дека излегува од Европскиот фронт, но тоа не е многу релевантно, бидејќи Европскиот фронт ќе продолжи да действува и секако дека тој многу е битно што кажа дека ќе го поддржи нашите политики на ДУИ, ќе продолжи да ги некако помогне нашите ставови, нашите политики како дел од опозицијската структура на Европскиот фронт. И зошто тогаш напушти? Што е причината? Како го толкувате сето тоа? Па тоа е негов личен став, мислам тоа е одлука на нивните органи на партијата. Најдобро за причините е да се обратите да ги прашате нив. Ние нема да ги коментираме нити да се занимаваме. Се зборува дека на Тачи со Зијадин Села не може да се поднесат. Беа со партици на времето, од иста партија потекна, односно од ДПА, па се оддели Зијадин Села. Едноставно, дали има лична нетрпеливост или сепак се оддалечува од политиката на Европски фронт? Па искрено не ја знам точната причина, но треба да знаете дека Европскиот фронт на 90% од гласовите беа гласови на ДУИ, мислам, а целата субстанца на тој фронт беше заснована на нашите гласови, на нашата теренска покриеност во целата држава, така што ќе има такви превирања, мислам, излегување, влегување на други субјекти во Европскиот фронт, но тоа нема воопшто да влијае во силината на тој Европски фронт, да действува како опозицијска партија, како опозицијски субјект и ќе биде многу конструктивна опозиција во иднина. Да, ќе зборуваме дали се помиривте со опозиција и каква опозиција ќе бидете, но да останеме уште малце за, ајде условно кажано, раситнувањето на Европскиот фронт. Вие викате дека ќе ве поддржи господинот Тачи и понатаму, но ајде онака малце кога ќе се види и политичкото милје, мене ова од искуство ми зборува дека се обидуваат, например, владеачките партии да ги раситнат пред се, да преземат неколку пратеници што се албанци, етнички албанци, и да се доближат до 80 пратеника во собранието, односно до двотретинско, при што у суштина ќе го земат и приматот за Бадинтер. И ќе можат ем да менуваат устав, ем да носат закони со кои што се менуваат, да носат закони кои што е потребен Бадинтер, односно Бадинтерово мнозинство. Дали препознавате обиди од владеачкото мнозинство малце да ве раситни во поглед на пратеници албанци? Не, мислам дека нема да видите. Нема? Не.
сигурно не. Добро. Окей, ќе видиме, времето ќе покаже дали вие како подпредседател на ДУИ сте во право или мојава теза е точна, но рековте дека ќе бидете конструктивна опозиција, но ајде сега да зборуваме, се помиривте ли дека ќе бидете опозиција, бидејќи гледам дека владеачките партии инсистираат дека не сте се помирили и дека со сите сили се обидувате да бидете дел од владата. Не, тоа апсолутно не е точно. Мислам, јас ќе би потврдам дека тоа беше шпекулацијата, мислам, на многу подамна што кружеше низ нашите медиуми. Една огромна пропаганда против ДУИ. Вие сигурно се сеќавате дека ДУИ на нас не ни беше проблем апсолутно да бидеме во опозиција и тогаш кога ВМРО рече дека ние би ги гласале уставните измени ако ДУИ излезе од владата. Ние пред да заврши нивната пресконференција се изјаснивме дека да, ние од денеска ќе бидеме опозиција, само нека се гласат уставните измени, бидејќи ако гледате целата наша политика, целата наша енергија се троши на тие европски интеграции и воопшто не било проблем никогаш ДУИ да биде дел од опозиција, па и сме биле. 2006-2008 и сме биле дел од опозиција. Но тоа не е многу битно, бидејќи дали ќе биде некоја партија, некоја коалиција дел од опозиција или од позиција, не треба да се одлучува на партиски други нивоа, туку треба тоа граѓаните да го кажат. За жал, мислам и на последниве избори, иако ние имавме убедлива победа, мислам бевме апсолутниот победник во албанскиот фронт, мислам за жал ВМРО да помене тоа не го респектираше, мислам гасеше со две нозе во албанскиот електорат, во волјата на албанскиот електорат и секако дека ние секогаш сме го кажале тој, ќе го кажеме до крај дека ова влада го нема тој етнички легитимитет и се прави супермација на едниот етникум врз другиот и тоа ќе има мислам многу лоши последици за политичката сцена во државата и во иднина. Но математиките велат дека не е така. Во владата има партија на албанците и тоа 4 партии здружени во една движење, тоа е ВЛЕН, значи вреди, значи зборуваме сега, тоа се гласови на албанци, да малце се помалце освоени во поглед на коалицијата Европски фронт, но да не заборавиме, во Европски фронт има повеќе етникуми, овде се чисто албански партии, во Европски фронт имаме и на бошњаци, и на роми, колку што знам турски партии има исто така, има и ДУИ кој што е пред се електоратот е албанци, но овде е мешано и секој си влече гласови, да не забораваме една од поголемите етнички заедници кои што излегува на избори е млада и гласачки потентна, што се вика, тоа се ромите на пример, носат гласови, имаат секогаш по 1, 2, 3 пратеника, зависи како се групирани, некаде околу 50.000 роми има, некаде 30.000 гласачи веројатно, тоа значи може и повеќе гласачи, тоа значи 3 до 4 пратеника ако се концентрирани и сето тоа. Сега зборуваме, бројките не зборат дека вреди или ВЛЕН е далеку под вас, туку може во поглед на албанци гласови на албанци тука некаде. Не, апсолутно не е точно тоа. Мислам, јас нема да се занимавам сега со бројки колку гласови донесува турските партии, колку ромските. Апсолутно не е така. Мислам, ние ги знаеме, чисто албанските средини, нема воопшто да се занимавам со бројки да ви докажам сега, но да сте сигурни дека не е така. ДУИ е апсолутен победник заедно со Европскиот фронт во албанските средини и е единствениот представник на албанските гласачи. Тогаш, ако вашата теза е издржлива, тогаш нема да има логика да има надпревар меѓу албанските партии во албанскиот политички блок, па и другите заедници може да ги ставите тука, иако далеку со помал број на гласови се во државата. Но се губи смислата да има избори и да има надпревар во албанскиот кампус. Мислам, зошто ние тогаш треба да се надпреваруваме со идеи, со програми во албанскиот електорат, кога некој друг ќе се одлучи кој ќе биде дел од владата. Мислам, се губи смислата на надпревар во албанскиот електорат и секако дека тоа ќе биде многу лошо за еднината на државата. Еве ќе ви докажам, ако си мислите дека е тоа во ред, проверете например, бидејќи сакав да ви докажам дека нашиот електорат е
апсолутно поделен. Мислам, политичките партии се апсолутно поделени по етничка основа. Проверете, например, колку од тие илјадници именувани или избрани функционери на ВМРО ДПМН има албанци, например. Тие си стават македонци. Мислам, и зошто тогаш, мислам, може и да нема воопшто албанска партија во... Да, но се постава сега прашањето многу логично. Вие се надпреварувате, ајде, кај електоратот кај албанците со програма, но исто така со програма се надпреваруваат и ВМРО ДПМН и СДСМ. И сега програмата на ВМРО ДПМН и овозможува соработка со друга партија која што не е условно кажано не победила на изборите кај албанците. Ние мораме да ја гледаме сепак државата како целина. Природно е да си коалицира победникот со тој што има идеолошки, тој што има можност да формира влада, со тој што има програмска близина. Вие не се најдовте програмски и сега не може со две различни програмски определби да Па што коалицирате. ако таа програм, мислам, таа партија што има слична програма има еден пратеник, да речеме, во собранието? Ако може да формираат 61, никаде со закони не е определено дека Па мора да биде. затоа беше договорено со тој мајски договор, тогаш дека тој пржински договор, дека секако дека треба да се најде начин, мислам џентлменски договор, дека победникот од албанскиот блок треба да биде Али со... вие го прекршивте во Не го 2000. прекршивме, ние го прекрши ВМРО 2006 година, но треба да знаете дека во 2006 година не беше прекршен во таа смисла како што беше прекршен сега, туку ВМРО ДПМН тогаш го изгуби целиот легитимитет, мислам таа структура на ВМРО да продолжи да владее во државата и да формира влада, и тоа беше причината, не беше причината дека ние не го почитувавме. Ама го прекршивте, они треба да формираат, требаше да ги поддржите. Апсолутно не е така. Тоа беше невозможност таквата структура да продолжи да владее во државата. Мислам, Сега истото го вика ВМРО. Не може да продолжи со таа структура да владееме со нив и затоа влен ќе го која е земам. причината? Мислам, каква е таа компарација што се прави сега во... Тогаш вие веројатно сметате дека Груевски лошо владел или дека Не лошо владел. Мислам, не правиме таква проценка ние. Вие сигурно се сеќавате после тие прислушкувани разговори што излегува во јавноста, мислам што све се дозна што било направено, мислам. Се сеќавате сигурно дека во тоа време имаше големи, апсолутно големи критики за нас. Се зборуваше, мислам, имаше еден огромен процес на сатанизација на ДУИ, дека ДУИ е лошото во државата и све лошо ни доаѓа Добро од ги ДУИ, но слушавме ние бомбите, имаше се покаже дека апсолутно немаше никаква вистина во тоа. Добро, сега можеме да спориме дека за тоа како се покажавте со 7 години владење со СДСМ од аспект на тоа дека добар дел од неуспехот на СДСМ, оние 18 пратеника што го имаат, е поради триумфализмот и недопирливоста што го ја манифестираше ДУИ за 7 години. Што значи сега ова? Јас знаете дека секогаш етничкиот момент го оставам на страна, не ми е важен во приказните, бидејќи сум опериран од тоа да гледам некој етнички, дали е албанец, македонец, србин, бугарин или било што, но зборуваме за еден триумфализам каде што се истакнуваше дека еве ние албанците сме сега нашите 5 минути, а СДСМ не ни може ништо, тоа е едниот триумфализам, значи прв албанец премиер, прво она, и од друга страна чувството што се градеше дека нема кривична одговорност за никој што е поврзан со ДУИ. Вака, за Тоа се два второто, елементи. за второто апсолутно не е точно. Мислам, нема бар ниту еден доказ дека некој што имал некоја кривична одговорност не е казнет. Мерко беше во Фиоки, се Апсолутно. читаше за Мерко, дури сега почнаа да го процесираат. Вака, мислам, Тоа е ако сепак мислите дека ние како политичка партија треба да превземеме и улога на обвинителство и на судови, тогаш Нема тоа е многу власт погрешно. Не, али Не треба би да сакал, создадете не е така. услови. Не е тоа така. А за второто, може би сте во право за тој триумфализам, имаше такви елементи, се согласувам дека може би многу лош пиар направија другите, мислам имаше огромна политичка пропаганда против нас и некако го докажаа тоа. И се согласувам дека може би беше претерано во одредени моменти, што не требало да биде така, но тоа не значи дека ние сме земале нешто што не ни
Тоа е политички договор. Јас не дам Но- некој што сте се договориле. Но Еве моментот на триумфализам и користењето на слабоста, условно кажано, на СДСМ, слабоста во бројки, не зборуваме на нешто друго, бидејќи без вас не можеше да формира влада, едноставно да манифестирате триумфализам, иако политички договор може да се договорите вие цела влада да ја земете, СДСМ да не земе ни еден министер, и тоа е политички договор, и секој си има математика, но триумфализмот во при прославите што ги имаше за премиер Албанец, па тоа манифестации, едноставно е триумфализам врз нешто што би требало да биде нормално. Ако градиме заедничка држава, да биде Албанец премиер би требало да биде нормално, а не триумфализам. Не, во право, може би сте во овој дел. Јас не сум од тие што ги гледам со триумфализам одредени работи. Тоа е многу нормална поставка, треба да биде многу нормална поставка, бидејќи Дуи се докажа дека има прилично најдобриот кадар што го понудеше во владата, во многу наврати имавме многу одговорни функции, се докажавме дека можеме да ги раководиме и тоа безпрекорно, многу добро тие битни и одговорни ресори во владата, како и во другите делови на извршната власт. Еве, например, мислам, нема никаков коментар и нема никакви забелешки за начинот на кој Талат Джафери беше председател на собрание во долг во два мандати, мислам дека беше еден од најдобрите председатели на собрание до сега и тоа не фалеше ништо во државата. Но знаете што е работата? Имаше еден долг процес на сатанизација, на демонизација на Дуи, како што беше во 90-тите години и пред 90-тите години за албанците. Сега, ако се сеќавате, мислам, и до 90-та година и после 90-та година беше тој процес на таква тој прекина во демонизација. 2002 Не, година. еве ќе ви докажам дека тоа се претвори, мислам, од етничка димензија се пренесе во партиска димензија, индиректно напаѓајќи ги албанците, што не е во ред. Мислам, се сеќавате што се случуваше пред 90-та, кога албанците беа апсолутно надвор од системот, и после 90-та година. И сега целата филозофија беше дека со демонизирање, мислам, со сатанизација на тој дел, се криеше еден огромен криминал што се случуваше во 90-тите години, еден огромен грабеж во државата која беше крвнички ограбен државниот капитал. Милиарди, можеби стотина милиарди евра беа ограбени. Тоа е грабеж на векот, би рекол, мислам, како што не памти историјата. Така, но сега јас И Добро. сега тие луѓе денеска кога гледат дека одредени позиции ги носат одредени политичари од албанските партии, мислат дека еве готово е со државата, што не е точно. Еве како пример, мислам, ако гледате, мислам, како растеше тој GDP во државата, тоа е најдобриот показател за нивото на економскиот развој, на економскиот стандард во државата. 92-та, например, бруто домашниот производ во државата бил околу 6 милиарди долари, 2002 година бил околу 6 милиарди. Значи, 10 години се тапкало на место. Ако денеска им кажете на некои млади дека Дуи бил виновен и за тоа, ќе ви веруваат. Може би со пропаганда ќе ви веруваат, иако не постоел. Но секако дека, ставај да ви докажам, мислам, кратко. Секако дека тоа се случуваше, мислам, се правеше една маска за некако да се крие тој грабеж што се случуваше во државата. Дуи е најодговорната политичка структура во државата. Дуи е најпатриотската. Еве, ако ми дозволите 2 минути ќе ви докажам. Мислам, по таа дефиниција на патриотизам денеска, моје лично мислење, верувам дека ќе се согласите, ако некој работи за долгорочното опстојување на државата, за економскиот развој на државата, за растот на стандардот на живење на граѓаните, мислам дека денеска е тоа дефиниција за еден патриот. Гледајте го нашиот десувањето на Дуи. Целата наша политичка филозофија од почетокот, целата наша политичка доктрина беше заснована во два основни столба. Првиот беше за членувањето во НАТО
и вториот беше за членувањето во Европската унија. Бидејќи за членувањето во НАТО ти гарантира опстојување долгорочно, мислам, опстојување на државата. Никој не може да се чепне. Сите тие држави што се дел од НАТО се некако Така. заштитени, апсолутно заштитени. И второто, за членувањето во Европската унија ти овозможува благодет. Мислам, тоа Да, што нама ние го тоа сите сме го многу сакаме. далеку и тука еве, проблем е и судството сега- со 2%, а судството со 2% е во време на ваше владење. Само толку само лошо. да ви докажам за ова. И гледајте целиот вокабулар, целото действување, целата енергија од сите членови чинители на ДУИ, вклучувајќи го и Ахмети од 2002 година до денеска, е апсолутно врз основа на овие два столба. И јас би рекол дека е тоа патриотизам. Патриотизам не е ние да ги натераме граѓаните да идат во Бугарија да барат Така. бугарски пасоши и таму да се изјаснат дека имат бугарски корени. Но еве, Тоа е лажен така, патриотизам. сега доаѓаме до моментот каде што 2% доверба во судството, а судството и владењето на правото е клучно за Европска унија, а во ваше време е 2% дојдено срозано, вие сте континуирано од 2008 на власт, 2002 до 2006. Но добро, вие го 2008. кажувате дека као ДУИ да имало 60 пратеници. Не, али вие сте клучни во пред се и Министерство за правда многу често го Не е држевте. така. Не е така. Но вие имавте моќ да действувате и да речете луѓе вака не оди. Но сега морам да се навратам, ги спомнавте 90-тите, пред 90-тите и 90-тите години, се согласувам со вас. Не може етнички заедници да без разлика на нивната бројност да бидат маргинализирани и да бидат надвор од системот. Но тоа се смени во 2002. И сега јас можам да ви го поставам истото прашање. Дали сега со тезата дека ве напаѓаме ДУИ како албанци дека сте, а не како партија, у суштина вие не го зацкривате вашето лошо владење, односно со владење со пропусти. Што сакам да кажам? Добар дел од македонците, сериозно добар дел, не ја напаѓа ДУИ бидејќи е партија на албанци, ја напаѓа заради начинот на владење. Се смени перцепцијата кај македонците во поглед на албанците од 2002 навамо. Во 2006-2007 анкетите што ги правеа реномирани институции покажуваа дека пенетрацијата на прифаќањето на Охридскиот рамковен договор кај македонците е драстично зголемена. Што значи тоа? Дека веќе не гледаме на негативно на тоа што се случило до 2002, односно на рамковниот договор. И тоа кај македонците. Македонците одамна веќе престанаа, не зборам за мали групи на македонци, престанаа да ја гледаат, да ги гледаат албанците како некое страно ткиво во организмот на Македонија. Огромен дел од македонците секаде и кај албанците има будали што не ги сакаат македонците и кај македонците има будали што не ги сакаат албанците. Но тоа се малцинства и во двете страни. Така што дали сега вие како што го спомнавте, ова се извинувам на оваа долго објаснување, но да ги рачистиме работите. Тврдењето дека против ДУИ кога се збори против албанците, у суштина да се зацкрие лошото владење на ДУИ. Делумно лошото, нешто имате и добро, да не кажувам сега Министерството за економија, вие добро работевте, си ја работевте својата работа, не можам да генерализирам, значи, но има и прилично лоши резултати, кај што беа сериозни индиции дека се проneverувани државни пари, вработување, системот ставен во функција, државен систем во функција на партијата, да не кажеме Министерството на Артан Груби, што беше и сето тоа. Значи, едноставно, дали сега вие се заскривате позади ова? Не, апсолутно не е така. Не е така. Јас воопшто не кажувам дека во ДУИ е све мед и млеко. Мислам, има лоша страна и кај нас. Но и криминалот не може да има етничка димензија. Не може да има ни партиска димензија. Па има не може некој... да се генерализира. Ако се генерализира... Добро, нема етничка, ја етничка го вадам од тоа равенкава. Зборам партиска поддршка и сето тоа. Ама не е така. Не е така. Тоа беше една оркестрирана пропаганда против ДУИ, што долго време, мислам, со многу организирани фейк ньюс беше направена во државата, мислам, и ние тоа ќе го докажеме во догледно време дека беше оркестрирано. ДУИ не е така. ДУИ е најодговорната политичка партија и ние секогаш сме кажале дека нашата апсолутна цел е да работиме за зачленување на нашата земја во НАТО и во Европската унија, и тие две клучни, битни работи ги решаваат огромниот дел од проблемите од проблемите на граѓаните, са подигнување на
животниот стандард и секако дека тоа треба да биде поттикот на сите политичари. Еве јас ќе ви кажам како е нашето мислење во однос на тие етнички поделби. Јас лично мислам дека тие поделби настанале во минатово заради тоа што луѓево не се движеле, а посебно не се движеле информации. И Господ, нити природата не создала македонци, албанци, македонски јазик, германски. Тоа настанало во минатото заради неможноста од комуникација, посебно од недвижење на информации. И тоа ќе исчезне во иднина. Многу пати сме го кажале, тоа еднаш во собрание дури, дајте луѓе да не се занимаваме со тоа, да не губиме многу време, бидејќи сосема за други причини постоиме како политички партии, да помогнеме за некако да ги подобриме условите за живење во оваа држава. Но еден многу долг период во државата постоеше една, мислам се инсталираше една колективна свест дека државата треба да биде како етничка собственост на една Ја мислам дека тоа се полека се избрише. Не е тоа едноставно, уште многу со тоа се манипулира го. Еве ќе ви кажам, мислам каква е нашата перцепција. Не, еве сега само да ве прашам. Еве, повторно доаѓаме до Бадинтер, сега се заоструваат работите, ова се снима во вторник. Се извинувам, само ова да го докажам. Што е нашата, бидејќи не гази времето, бидејќи затоа морам. Еве кратко само. Еве мојата перцепција и нашата перцепција за државата. Од самото постоење на модерните држави и на демократските држави е апсолутно идејата, мислам, и целиот концепт бил за државата да биде сервис за граѓаните. Мислам, државата треба да ги организира правниот, здравствениот, образовниот, јавниот ред и така натаму. Не е тоа етничка собственост. Еве, слушнав одредени изјави дека ДУИ или одредени членови ја гледат државата како туѓа и затоа, мислам, се однесувале, што е многу опасна теза, мислам. Ја би рекол дека напротив, во тие 90-тите години кога беше тој огромниот грабеж во државата и се продолжи понатака, ние видовме во тие преслушкувани разговори кој правеше криминал во оваа држава. И јас мислам дека противното се случуваше, дека ова држава е наша и ние македонците можеме да правиме све што сакаме, други не смеат. Ја не велам дека, не оправдувам дека некои други треба да крадат или да прават криминал, апсолутно не го. Ја мислам подеднакво сите си крадат и сите се сложни во сето тоа. Не е така, бидејќи ако хипотетички да речеме, ако све што бевме обвинети како ДУИ генерализирано, и ако не сме никој да генерализира вина, се докажува, ако све било, тоа е помалку од 0,1% од таа вина во споредба со другите партии, например, што биле долги години во власт, што правеа во државата. Да, ма еве вие враќате етничкиот момент го враќате нонстоп, како ДУИ гледаме еве сега со балансерот го враќате дека ќе биде на седница на Уставен суд, ова се снима во вторник, во среда, значи утре ќе биде на седница, а се емитува подкастот во четврток, така што не ќе го знаеме што ќе рече Уставниот суд, но едно е јасно, балансерот не е функционален. Значи, сите партии и македонски, значи и ВМРО, ДПМН, но и ВЛЕН и вие, сите се за рамноправна застапеност. Никој не го негира тоа. Тоа е придобивка и тоа е здраво општество, мора да има рамноправна застапеност. Може да има плюс минус во одредени сектори повеќе или помалце заради некој ајде да речеме историски наследства, но генерално застапеноста треба да биде рамноправна и рамномерно застапени да бидат етничките заедници, бидејќи тоа е природна и здрава дистрибуција. Но балансерот гледаме дека не ги дава резултатите. Зошто сега вие го поистоветувате тоа со антиалбанство, дека владеачката партија е антиалбанска, која зборува дека не е функционален балансерот. И не се седне и да се зборува да се најде трајно и квалитетно решение за да не се злоупотребува етничкиот клуч при вработување. Ма тоа зависи од политичка воља го. Зошто ја нема? Зошто не ја потекнате кога гледате дека не е функционално? Ама тоа ти може да имаш закон и да не се почитува. Мислам, све зависи од политичката волја. Ова влада нема таква политичка волја, тоа е проблем. Сега да ве прашаме, тука ќе треба да го правиме првиот рез, но уште неколку работи. Дали сметате дека е политички коректно премиерот да побара од вас да си го рачистите криминалот во ДУИ за да се реформирате, па после да бидете рамноправни политички партнери во држава?
Па го слушнав дека рече дека сака да помогне во тоа. Тоа е многу добра вест. Мислам, јас стварно му се заблагодарувам за таквата намера да помогне. И секое добро со добро се враќа. Ако тој мисли добро за нас, ние ќе го вратиме тоа повеќе кратно кон нив, но сигурно дека ќе имаме повеќе работа. Така. Дали ќе ја дестабилизирате ли државава? Се најавува сега дека ќе ја дестабилизирате, дека првиот бран успешно бил спречен, сега се очекува втор бран од вас да ја дестабилизирате. Ќе ја дестабилизирате, што ќе правите во иднина? Се помиривте ли дека ќе бидете опозиција? Вака, зборот дестабилизација, ја го немам слушнато апсолутно од никој чинител во ДУИ. Еве, ако вие знаете некој што кажал, поправете ме. Ја го немам слушнато. Учествував на сите можни состаноци во ДУИ, нити го имам приметено дека има таква тенденција. Добро, да ја блокирате Сега- државава, вашите членови да не сега- работат, бел штрайк да прават, да се излезе на протести. Апсолутно не. Напротив, ние помагаме све што можеме за државата. Но нека ја поставиме, еве да ја поставиме поинаку прашање. Кој има интерес тоа да го направи? Кој има интерес од дестабилизација во државата? Знаете дека се инвестираше многу од странски служби што не сакат, не посакуваат добро на државата, посебно од Руската Федерација за дестабилизација во регионов, вклучувајќи и во Македонија. Значи, ако некој сака да ја дестабилизира државата, влегува во таа шема што им одговара на тие источни земји. ДУИ не е така. Напротив, мислам, ДУИ сака да се стабилизира државата, да ние да ги почнеме преговорите, мислам да ги почнеме отварањето на главите во Поглавјата со преговарачкиот така? процес и најбрзо што може да ги затвориме тие преговори, бидејќи знаеме дека ние сами не можеме да ги одредуваме правилата како треба да функционира државата и тоа се проучени правила во Европската Унија, треба да ги копираме за ние да го организираме нашиот систем најдобро што е можно за побрзо да ја гледаме државата развиена и подобро место за живење. Уште две прашања ме интересираат. Дали ДУИ тајно преговара со ВМРО и ДПМН за да го поддржува во собранието и дали ќе се вратам на почетокот онаа што го спомнав, се обидуваат малце да ве ослабнат со презимање на пратеници и у суштина со вас соработуваат се додека не обезбедат уште 23 пратеници да имаат 80 во собранието и ве користат у суштина за некоја прикриена соработка, а после да ве откачат дефинитивно. Па ние никогаш тајно не сме правеле ништо. Све што сме правеле досега, јавноста била информирана и никогаш нема да правиме тајно. Ако ВМРО ДПМН има таква тенденција, нека им се среќа. Така. И последно прашање, каде е Артан Груби? Тука е. Уште истурен член на ДУИ. Тој беше многу присутен во јавноста затоа што беше прв заменик премиер. Тој не е член во потесното партиско претседателство во ДУИ, но секако дека е во централниот одбор на ДУИ, е активен член во ДУИ. Тука е. Тука е. Затоа што така имаше негативни перцепција кон него и ајде да сублимираме овој политички дел и да преминеме на првата пауза. Дали граѓаните може да бидат мирни дека нема да се влошуваат меѓуетничките тензии, политички препукувања или чарки што се вика, окей, тоа е демократија, може да има, но нема да се поттикнуваат меѓуетничките тензии и дека нема да дојде до онаа дестабилизирање во поглед на етничките односи во држава. Тоа не зависи прво од нас. Тоа што зависи од нас ќе биде спротивното. Ние сакаме ден порано да ја стабилизираме во секоја смислена зборот ова држава, бидејќи ја сакаме повеќе од другите, верувајте дека е така. Ја сакам моите деца да живеат тука, како и сите други во ДУИ, и сакаме на нив да им обезбедиме подобри услови за живот. И да се сигурни дека ДУИ работи во спротивното. Не, да се дестабилизира, току да се стабилизира, ден порано да станеме дел од Европската Унија, за да им овозможуваме на нашите деца тука да живеат и да не плукаме секој ден дека младите ни бегаат, ако тие бегаат заради тоа што не гледат тука перспектива. Ние сакаме тука да им носиме перспектива. Таа перспектива најдобро се докажа во целата Европска Унија, посебно во земјите што влегува од источниот блок, дека многу имаше брз раст на GDP, имаше многу брзо
развиени економии во Така. источниот. Еве, како споредба земете ја Бугарија, што беше Бугарија 92 година во споредба со нас, што е денеска. Така е. И уште една работа, мислам, оти многу се спомнуваше дека работиме против корупција, дека корупција не се решава со воли. Корупција се решава со подигнување на животниот стандард на луѓето. Ние во 2002 година, кога беше формирана ДУИ, затекнавме 200 евра просечна плата во јавната администрација. Тие луѓе што земаат 200 евра плата, нормално дека ќе се корумпираат. Оти треба да преживее. Видете ги како е споредбата меѓу развиените земји и корупција. Гледате го тој список. Сите развиени земји од почеток до крај. Најразвиените имат најмал степен на корупција. Најмалку развиените имат највисок. Значи, ти треба да создадеш предуслови за да се реши тој проблем. Не се решава тој проблем со волја. И апсолутно ДУИ работи во таа насока, ние да ги создадеме условите за да се тргнат и да не постојат таквите девијации во општеството. И другите не го прават. Добро, ова е прв пат за политика со вас вака да зборувам. Не верувам дека сте имале и на друг медиум што е на македонски јазик вака да бидете за политика да зборувате. Убаво е да се слушнат на различни мислења што доаѓаат од ДУИ, односно луѓе различни до сегашните што беа. Тука ќе направиме првата пауза за нашите пријатели на подкастот, па се враќаме со економија. Во овој подкаст зборуваме со Бајрам Реџепи, потпредседател на ДУИ, поранешен прв човек на Номагас, на НЕР, МЕР, тоа е едно исто, само се трансформираше во едно во друго, задолжен за гасификацијата во суштина. Зборувавме за ДУИ, зборувавме за политиката 36 минути, но сега одиме на онаа што е централно на овој подкаст, секогаш што е економијата. Сега ќе зборуваме за две точки околу гасификацијата. Првен за интерконекторот со Грција, бидејќи тој е многу актуелен делава, беше истакнати од премиерите на Македонија и на Србија, дека е еден од клучните фактори за поврзување на регионот со газ и дека малце доцнеме тука, ќе објасниме зошто го доцнеме и второ малце ќе зборуваме за онаа во јавноста се создаде една нејасна слика околу гасниот терминал во Александрополос, Грција, кое е учеството на Македонија, што ние ќе земеме, што сме купиле, не сме купиле, што сме добиле, што не сме добиле. Значи тие две точки ќе ги разјаснуваме и секако ќе зборуваме за финалната кога ќе дојде гасот во кај граѓаните, односно кај компаниите, бидејќи завршени се магистралните водови, оние што се досега планирани, но не е завршена дистрибутивната мрежа, па ќе го прашаме и за тоа. Господине Бајрам Реџепи, значи вие бевте на Номагас пред неколку месеци, значи со промената на власта ве сменија, но ги знаете состојбите. Ајде првен за интерконекторот, зошто толку ВМРО ДПМН, односно владата на ВМРО ДПМН и на Влена и на Знам го издигна тоа прашање, еве се видовме со Србија дека е многу значајно. Што се добива со поврзувањето со Грција со интерконекторот? Па тој интерконектор треба да се заврши ден порано, бидејќи со тоа се диверсифицираат нашите можности, нашите извори на снабдување. Секогаш кога имаш една точка на поврзување како што е нашата со Бугарија, создава многу големи зависности. И во геополитичка смисла и секако во економска смисла. Ако гледате како беше во изминатиот период, ние имавме страшна зависност и од Бугарија, па и од Руската Федерација, бидејќи бевме буквално условени. Изградбата на тој интерконектор ќе ни овозможи ние да имаме пристап и да можеме да донесеме газ од државата од многу други места. Можеме да земеме од Trans-Adriatic Pipeline, од ТАП, што поминува преку Грција. Можеме од сите други терминали во
само од секоја било која точка во светот. Бидејќи во Грција има два терминали, едниот е во Реветуса, другиот е во Александрополис, така што секако дека тоа ќе придонесе да имаме независност во снабдувањето, но секако дека и многу поповолни услови, финансиски услови за набавка на природен газ. Зошто се доцни ова? Веќе со години се зборува дека тој интерконекторот треба да се заврши, па беше завршен и тендерот, па беше поништен од страна на Европската унија. Се добива впечаток дека се одолговлекува целиот процес. Дали е намерно одолговлекувањето, Европска унија тоа го прави, дали Грција го прави, дали ние не сме подготвени од Македонија да испорачаме што се бара од нас за да се поврземе? Не, искрено не знам дека е поништен, немам таква информација, но имаше одредени поместувања, бидејќи откако беше усвоен EU Green Deal-от и ние го освоивме нашето NECP, тоа е National Energy and Climate Plan, кај што предвидуваме дека после 2050 година нема да користиме фосилни горива, вклучувајќи и природен газ. Секако дека тој гасовод ќе треба да обстои, треба да обслужува и после 2050 година, бидејќи животниот век му е многу подолг, а секако дека и банките, финансиските институции не се согласува да биде само за природен газ. И се правеше промена, се правеше апгрейд, значи тој гасовод нема да биде само за природен газ, туку ќе биде за водород, и тоа бараше прилично долго време, мислам да се апгрейдира, да се менува целата спецификација, све друго и целото SIA се менуваше, што трае една година. Не беше од некои субјективни причини, туку од реални објективни причини, но све е спремно, би рекол, апсолутно све е спремно за да брзо да почне градбата и да се заврши небрзо. Значи, таа точка на поврзување со Грција, кај што ќе се поврземе со нивните гасоводи, со нивниот гасовод, ќе биде во иднина и за водород. Дали грчкиот гасовод е спремен водород Да, апсолутно. Апсолутно е. И во двете страни исто е. Значи, дали нашите магистрални водови се спремни за водород во Македонија или само од интерконекторот што ќе се влече цевка низ Македонија, таа ќе биде за водород? Интерконекторот секако да, и сите нови градби ќе бидат со вградени стандарди за пренос на водород. Зошто е толку важен тој интерконектор? Вие кажавте за да се имаме повеќе извори за да носиме газ, но колку е важен тој за Македонија економски? Мислам дека не сме ни свесни што би значело тоа. Ние сметаме дека ќе го донесеме гасот во Македонија и ќе имаме избор, но не е само тоа. Би требало Македонија да стане и точка каде што ќе поврзува повеќе држави со тој со газ. Па еве вака. Ако ја гледате таа големата мапа на снабдување во целата Европска унија, во целата Европа од порано, тој беше насочена од исток кон централниот дел на Европа, од Русија и посебно од северните делови, вклучувајќи и Норвешка. Знаете дека околу 45% од целото снабдување во Европската унија порано беше од Русија, а добар дел имаше од Норвешка, околу да речеме некои 90 милиарди метри кубни беа пренесени од Норвешка. Тоа апсолутно се менува. Ќе видите во наредниот период дека таа мапа на снабдување се менува од како што беше од исток и од североисток кон централниот дел на Европа, сега ќе премине од јужните делови и од источно-јужните делови кон централниот дел. И ние можеме да играме многу важна улога во таа снабдување, бидејќи така и го планиравме, мислам, тој интерконектор со Грција има огромен капацитет од 2,8 милиарди метри кубни, што е многу повеќе од потребите на нашата држава, бидејќи ние така го планиравме да може да ги снабдуваме и нашите северни соседи и преку нив да можеме во целата источна и централно-источна Европа да придонесе тој пренос на природен газ од нашата држава, и секако дека ние така ги започнавме и двата интерконектори. Прво го започнавме со feasibility студии за Косово и за Србија, и тоа е во тек. За Косово дури е завршено, за Србија е исто многу важен, бидејќи преку Србија можеме да ги снабдуваме и другите земји како што е Унгарија,
Хрватска, Романија и така натаму, бидејќи Србија има такви интерконектори со тие други држави и многу лесно можеме да им помогнеме и на нив да се пренесе преку нашата држава. Значи, во суштина, со тоа поврзување со Грција се отвара можноста Македонија да биде транзитна рута, каде што ќе поминува газ и за Косово, значи, но уште поважно за Србија, каде што преку Србија ќе може тој газ што ќе поминува низ Македонија да заврши во Унгарија, во Романија, во Хрватска. Едноставно, ние да бидеме, да печалиме од тоа што ќе се поминува газ низ. Секако да, но лошата вест е што Косово во моментов е на пендинг, мислам го има ставено на листа на чекање, бидејќи уште не одлучиле дали ќе користат природен газ или не. Сегашнава влада бар го има некако тоа кажано дека не планираат да користат природен газ. Тоа беше многу лоша вест за нас, бидејќи имавме подпишани договори, во целата физибилити студија беше вклучена тој пазар, и секако донесе во многу незавидна ситуација. Зашто се повлече косовската влада? Има политички мотиви или има економски мотиви? Не, мислам дека не ја разбират суштината. Замената за јаглен мора да биде природен газ. Сите студии го покажаат тоа. Вие колку сакате може да инсталирате фотоволтаици или други извори на енергија, но секако дека природниот газ ќе биде во долгорочно користење, посебно за балансирање. Да, за Но и онаа за базна базна енергија. И за базна секако, но балансирањето секако дека треба да се планира да биде со природен газ. Сега доаѓаме, природниот газ го користат компании во Македонија, не доволно, не го користат енергетските компании, но има план за ТЕЦ Неготино, малце не се зборува за тоа, дека освен што треба да биде гасна централа, тоа треба во иднина после 2050 година да прерасне малце и во да има и поширока намена. Дали воопшто е комуницирано тоа во државава дека може да се произведува водород во Македонија? Се донесе одлука на влада, мислам дека на некој од последниве седници на прошлата влада се донесе таква одлука за да се вклучат, да се обратиме до соседните држави, бидејќи имаше интерес и од Србија, и од Албанија, и од Косово, дури и од Црна Гора да се вклучат во тој проект. Бидејќи целата замисла беше таа голема капацитет што го има тој регион, мислам оти има многу добро поврзување и гасно поврзување и поврзување со далеководните мрежи на МЕПСО, да се претвори во една огромна гасна централа која што ќе служи и како базна енергија, но посебно за балансирање. Но целата замисла беше не после 2050 година, туку многу и порано, таа централа да премени во водородна централа и да се изгради едно огромно складиште на водород за таа енергија, бидејќи знаете дека се случува во последниот период, а тоа многу повеќе во иднина ќе биде од во тие пикови во денот кој има вишок на производство, дури на регионални берзи се случува да има негативна аукција, мислам да платиш за некој да ти ја земе енергијата. Во тие периоди таа енергија да се користи за производство на водород и тој водород да се складира и тој складиран водород после да се користи за производство на електрична енергија кога нема да имаш можност преку ноќ или преку во зимскиот период кога немаш сончева енергија, да речеме, оти така сончевата енергија е во голем пораст, инвестициите во тој ресурс и секако дека тоа ќе служеше не само за балансирање во нашата држава, туку и во целиот регион. Оти се планираше да биде со огромен капацитет од околу 800 мегавати, така беа префизибилити студиите, треба да се почне сериозна физибилити студија, сите други држави беа заинтересирани тогаш да инвестираат во тоа и ја мислам дека една моја сугестија за новата влада да се продолжи со тој проект, оти е многу битен
и секако дека ќе ја направи нашата енергетска независност на многу повисоко ниво. Сега за гледачите не им е јасно ова за водород, знаат дека постои и автомобили на водород, се развива, се добива со електролиза на пример. Мислам дека Бразил имаше Не производство само и од се тоа. електролиза се добива Така. од метан. Од метан, тоа е од гасот у суштина, што е. Да. Затоа, природен газ. но докаде е технологијата од газ добивање на водород? Дали е развиена доволно за да може да се влезе во ваков проект или уште е на зачеток таа технологија? Не, има одредени компании што имаат развиена таква технологија, секако дека уште е скапа, уште е на почеток, но тоа е долгорочен план. Секако дека се очекува после 2035 година да биде масовно. Значи сега треба да го фатиме приклучокот, ТЕЦ Неготино да стане ем производител на електрична енергија, ем производител на водород. Така. Вака, мислам, енергетските проекти никогаш не се краткорочни. Така, Мислам, 30-40 години се... Ако гледате, еве и во тие сериозни институции, европски институции, се прави 10 годишен план и кај нас се правеше 10 годишен план. И многу е битно да има континуитет во тие проекти, како што имавме и ние од претходниве влади. Треба и сегашнава влада да има континуитет, бидејќи многу е битно да се завршат тие проекти, оти се долгорочни. Не може во рамките на еден мандат, мислам да се некако да се промени начинот на добивање на енергија или да се променат проекти. Мора да бидат долгорочни и мојата препорака до владата е да продолжи со тие проекти. Но нели ова малце мегаломански 800 мегавати? Тоа Не само за Македонија, за целиот регион. Да, но у Македонија би било тоа складирано, па малце висока технологија, претварање на гасот значи во водород, тоа е веќе висока технологија, скапа технологија. Нели е преголем залог за Македонија? Не, апсолутно не. Имаше и заинтересирани финансиски институции да се вклучат во тоа, имаше и компании заинтересирани, ја не би сакал да зборувам сега Добро. но секако дека имаше интерес. Сега, интерес, како модел да се одбере државата да биде доминантен собственик или единствен, да биде со јавно-приватно партнерство, кој модел да се одбере, бидејќи кога ќе се збори кај нас јавно-приватно партнерство, одма се гледа дека некоја компанија ќе подмити во влада за да го земе бизнисот и она да ќари, а државата да остане со косирака. Нема дали слушнавте дека било планирано со јавно-приватно Не, зборам кој модел е Во идеален. никој случај, мислам, тоа беше планирано. Збор- Ако се вклучат 5 држави да имаат по 20%, ако 4 ќе да имаат по 25%. Така. Не беше никогаш спомнато дека Да има тој ќе биде приватен- со јавно-приватно. Добро. Значи тоа да биде државен проект. И колку би чинел вако грубо кажано така, да може ТЕЦ Неготино да производува и водород? Па во тие feasibility студии, мислам, проценката беше дека тој ќе биде над 1 милијарда евра. Над Милијарди евра, но ако биде заедно со складиште, сигурно ќе биде повеќе. И имаше финансиски институции заинтересирани тоа да го финансираат. Не беше проблем да се најдат пари за така. Не е проблем, значи да се најдат пари. Добро, бидејќи многу често кога ќе дојдеме до муабетот за ваква реализација, ќе речат прескапо е, па ќе одиме на некое половично решение, па ќе го преполовиме, па нема да направиме едно, па нема да направиме друго и у суштина ќе се прикрпи нешто од првичната. Не беше така замисла. случај во за овој проект. Не, значи, имаме ли капацитет како државата да го спроведе? Како не, секако. Секако. Добро, бидејќи нова технологија водород да се добива во Македонија, ние улиците не можеме шахтите да ги изедначиме со коловозот или се повисоки или се пониски, не можеме тоа, сега водород да произведуваме малце ми е. Не, апсолутно, Добро. мислам тоа не зависи од дали ние ќе развиеме таква технологија. Не, дали можеме да ја користиме, да ја примениме, дали технологија сме... треба да се примени, мислам, треба Така. да се имплементира кај нас. Да, ама треба да имаме луѓе Зборуваме обучени. дека ние кај нас ќе развиеме таква технологија. Не, зборуваме да имаме луѓе што за ќе... имплементација секако да. Ја мислам дека нашата држава има доволно многу добар кадар, само треба да ги стимулираме да не ни бегат надвор. Оти гледате дека надвор, мислам, имаме исклучително големи успеси на нашите луѓе што идат од нашата држава. Тие луѓе можат да придонесат, да имат огромен придонес за развојот на нашата економија, на енергетскиот сектор, на IT сектор и така натаму, само ќе треба некако да им кажеме дека ова држава бива и за вас. Ама доаѓаме до онаа прашање, сега зборуваме за сериозен проект, но ние не можеме да
Еве магистралниот вод до Гостивар е завршен. Има и неколку краци исто така завршени, но ние не можеме дистрибутивната мрежа да ја донесеме до фабриките и до граѓаните, значи до населението. Ние нешто што требаше веќе да го почнеме, да стане користењето помасовно и поголемо на гасот, ние не можеме да го завршиме, а камоли за ваков еден проект што милиарда би коштал и би бил со најсовремена технологија. Малце кај закочи дистрибутивната мрежа и зошто толку тешко оди спроведување на проекти што се од интерес и на граѓаните, и на бизнисот, и на државата? Па и тоа не е мал проект. И тоа е така отприлика дури милиарди. Да, ма Секако дека тоа треба најбрзо што може, мислам, да се почне градбата. Све е спремно, мислам, за жал претходнава влада не успеа тоа да го направи, бидејќи во последнава фаза се појави само една компанија, која што не беше некако прифатлива, немаше прифатлива понуда, и тоа беше многу лоша вест. Но сегашнава влада има апсолутно све спремно да го реобјави тој повик за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба и за финансирање. Ајде да им објасниме на оние што не следат што би било тоа дистрибутивната мрежа. Малце не е јасно во јавноста што значи, како ќе биде регулирано, кој ќе гради, што ќе донесе и сето тоа. Па врз основа на физибилити студијата што беше направена 2014 година и после беше апдетирана после одредено време, тој проект треба да биде со јавно-приватно партнерство. Мислам, целото финансирање, проектирање, изградба, одржување, така натаму треба да биде не од државни пари, од приватни компании. Државата треба да влезе во партнерство со една таква компанија и тоа беше така замислено, тие да го изградат. Според физибилити студијата требаше да започне во 38 општини во првата фаза, во првите 4 години да заврши во 50% од градските средини, во 20% од руралните средини, да заврши концесијата после 35 години, но многу е битно да се каже дека беше планирано и затоа имаше толку одолговлекување на постапките, бидејќи и таа мрежа треба да биде спремна за пренос на водород, не само за природен газ, така што малку тоа ја поремети целата работа, бидејќи секако дека се зголеми капексот, се зголеми инвестицијата што требаше приватниот партнер да влезе во такво партнерство. Но тоа е многу битно. Слушнав дека сегашнава влада нема намера тоа да го прави. Тоа ќе биде многу погрешно и тоа ќе има драматични последици. Ако нема да се користат сегашните преносни водови за да се однесе газ до секое семејство, тоа ќе биде многу кардинална грешка. И еве моја препорака до владата е тоа да го направат како што беше планирано во физибилити студијата од порано, мислам, тоа беше не од прошлава влада, тоа од 2014 година. Така, од владата на ВМРО ДПМН со Груевски и сегашниот премиер бил многу активен, мислам дека бил член дури на таа комисија тогаш за спроведување на таа поставка и тоа е многу битно. Ја знае проблематиката и секако дека јас се надевам дека тоа така ќе го направат, бидејќи поинаку ќе биде некако неискористена целата сегашна инфраструктура што ние ја изградивме во државата и што не е малку, околу 280 километри има преносна мрежа во државата. Да им појасниме на сите што не следат, во моментов ние ги викаме нели магистрални водови се тоа преносна мрежа, тука доаѓа од главната цевка од тоа што Бугарија влегува, се движи гасот низ цела држава. Едната најголемата магистрална е од влезот во Бугарија до Гостивар, тоа е завршена и има краци на јужен крак и има и уште 1-2 крака. Што е дистрибутивната мрежа? Што треба да покрие ова јавно-приватно партнерство, односно приватната компанија што треба да изгради? Еве како компарација, тоа треба да биде ЕВН за газ. Тоа што го прави ЕВН во електричната енергија, во дистрибуција на електричната енергија, треба да избереме ЕВН за газ. Нормално не е ЕВН, друга фирма, друга компанија, значи треба да ја изгради ниско притисната мрежа. Средно притисната и ниско притисната. Да, значи тие водови што
ги снабдуваат компаниите, институциите, домовите, сите Значи, други оваа компанија домаќинствата. треба да ја донесе што се вика цевката до мојот дом. Точно така. До зградата, до куќата треба да ја Значи, таа донесе. среднопритисна мрежа да ја изгради и нископритисната мрежа внатре во градовите и во Така да ни ја донесе индустријските цевката. Но после тоа ние нема да купуваме од нејзе газ. Не мора да Не морам да купам, Оние можат, но не мора. Но не бидејќи и во моментов имаш повеќе компании што може да продаваат природен Така. газ. Значи тоа нема да биде монопол, иако секако дека тоа е регулиран пазар, ќе има Така. само една компанија која што ќе изгради мрежата. Така. Тоа не значи дека е монопол, бидејќи цените ги определува регулаторна комисија, не ги определуваат Така. оние сами. Значи ние ќе плаќаме во сметката мрежарина на компанијата со јавно-приватно партнерство, но гасот онаа што го трошиме ќе го плаќаме на неколку компании што ќе одбереме, на едно од што Да. ќе одбереме. Точно. Ќе биде либерализиран пазарот. Тоа е. И сега сметате дека владата на ВМРО ДПМН и на Влен дека тоа не сака да го направат? Така слушнав, не сум сигурен, имаше некои најави дека не планираат тоа да го реобјават и ево уште не е реобјавен, мислам. И што е многу лошо. Мислам тој треба да се реобјави ден порано, бидејќи е многу битно да се изгради таа дистрибутивната мрежа, бидејќи без таквата дистрибутивна мрежа ќе има неискористеност на сегашниот преносен систем, а кој кажав и порано, мислам дека е огромен во државата, мислам 280 км веќе се завршени, се проектираат нови, се градат нови, така натаму. Замислете сега тоа да не се искористи за да донесеме газ до секој семејство, бидејќи се очекува дека природниот газ ќе биде еден од најевтините енергенски во иднина, бидејќи сите извори произведуваат на исто ниво, се намалува во Европската унија потрошувачката на природен газ, значи ќе имаме вишок на производство и ќе имаме намалена потрошувачка, тоа ќе доведе логично до намалување на цените и секако дека ќе биде од Може и да голема ќе, корист. Оваа дистрибутивна мрежа треба на пример и до ТЕЦ Неготино да го донесе водот и до Рек Битола или тоа ќе бидат Тоа посебни не мора да водови? значи, бидејќи до големите потрошувачи не сум сигурен дека може да се пренесе Така. со среднопритисна Така. мрежа, оти ќе треба тоа да се изградат огромни цевки, најверојатно ќе треба со високопритисна мрежа таму да се однесе Така. газ. И зависи од сега од како они ќе се одлучат, Така. мислам. Така. Може, но не мора. Така, време е за втората пауза, време е за вторите минути за нашите пријатели на подкастот и се враќаме да финансираме, да финишираме за гасниот терминал што е во Александрополис во Грција, бидејќи малце во јавноста се доби погрешен впечаток. Пауза, па се враќаме со разговорот. Да, се враќаме во студиото, разговараме со господинот Бајрам Реџепи, зборувавме за политика, он е подпредседател на ДУИ, но и зборувавме за газификацијата на државава, бидејќи он е поранешен прв човек на Номагаз, на МЕР, на НЕРК се ги менуваше имињето, односно задолжен беше за газификацијата во Македонија. Зборувавме за дистрибутивната мрежа, зборувавме за ТЕЦ Неготино, зборувавме за интерконекторот со Грција, се доцни, не треба да се доцни, треба да се побрзе, тоа е голема шанса за Македонија да биде земја преку која што ќе транзитира за газ и за Косово и пред се за Србија, па преку Србија и за Централна Европа. Затоа мора да се забрзаат некои процеси, но доаѓаме до нешто што на 1 октомври и пред 1 октомври беше причина за политички препукувања помеѓу ВМРО и СДСМ, а тоа е околу нафтниот терминал, гасниот се извинувам, не е нафтниот, гасниот терминал во Александрополис во Грција, каде што побрза од СДСМ да се пофалат дека ќе имаме 25% од гасната централа, 10% ќе имаме од самиот терминал собствено, значи, и дека сме закупиле доволно количини за да може да се пренесуваат течен газ преку Бугарија до Македонија. Вие сте упатени во себе ова, што е точно, што не е точно? Требаше да само толку да се пофали или сепак нешто не е точно?
Делумно точно, бидејќи ние се откажавме од влегување во таа гасна централа во Александрополис, заради тоа што се одлучи тоа да се изради кај нас. Но другите два, имаше тамо три работи, мислам, да се закупи капацитет во Александрополис и да се купат 10% од акциите во тој терминал. Првата се заврши, мислам, СМ имаше букирано, имаше резервирано капацитет и тоа, мислам, скалесно, нема да биде исто од првата година. И тоа е апсолутно обезбедено, мислам, и дури со банкарски гаранции со све. Значи имаме закупено како држава капацитет за регасификација во тој терминал. Тоа е точно. Другиот дел, значи, за купувањето на 10% од акциите не беше завршено, уште не е завршено, иако ние го подпишавме MOU со Gastrade таму и требаше ние да купиме по 2% од сегашниве 5 акционери, од кои што едниот од нив е Булгар Трансгаз, бугарскиот оператор за пренос, и оние секако дека не може да донесат таква одлука за да продадат 2% од акциите, бидејќи во тоа време имаше техничка влада во Бугарија и таква одлука требаше да донесе бугарската влада. И оние рекоа дека чекаат да се формира политичка влада, за таа политичка влада да донесе таква одлука. А за жал и другите 4 акционери беа зависни од нив и оние чека да се донесе одлука таму. И јас неколку пати имам разговарано со тогашниве власти во Бугарија и оние некако имаат спремност тоа да го направат, но секако дека тоа ќе треба да се чека после избориве, а добрата вест е дека во буџетот во Номагас се веќе одвоени пари за таа намена и значи без никаков проблем може да се купат тие акции. Значи не зависи од нас, што зависеше од нас беше све направено, тоа што зависеше од другата страна, значи од Булгар Трансгаз, не беше направено и ние го чекаме тоа да се донесе како одлука во бугарската. Очекувате ли сега со ново настанативе политички препукување на релација Софија Скопје, бугарите да останат на договорот за 2% да ни продадат? Помислам дека тоа не е поврзано со политиката, тоа е повеќе интерес, економски интерес, да се има еден партнер како што е нашата држава во тој проект и не очекувам дека заради политички, евентуално ако има некои големи препукувања може да се влие, но не очекувам. Зошто е тој гасен терминал толку значаен? Дали тоа е у суштина она што се зборува интерес на Америка, на Соединетите Американски држави за енергетско влијание на Балканот, но и на Централна Европа? Не, нема врска тоа. Мислам, таму гас нема да се донесе од само од Америка, може од било која точка во светот. Плюс и сега имаш еден друг терминал со ист капацитет во Реветуса во Грција. Тоа е за да се зголеми, тоа беше планирано да се зголеми потенцијалот за регасификација во целиот регион, не само кај нас или во Грција. И секако дека тоа остава можност за диверсификација. Никој не те принудува тебе дај купи од овој или од другиот. Треба да купиш од тој што ќе ти понуди најдобра цена. Сега дали тоа ќе биде една америчка компанија, една катарска или една алжирска компанија, зависи Или руска. од условите, може и руска. Па ние денеска купуваме руски газ. И Европа купува руски газ. И тоа скокнало никој- продажбата да тече газ, да. Тоа никој не го забранува таман работа, мислам. Но секако дека не треба да бидеш многу зависен од едната страна, бидејќи тоа се злоупотребува и за жал енергијата во последно време станува многу моќно геополитичко оружје. Да, зборувате за геополитичко оружје, дека енергијата, како гледате на тоа? Која води битката сега во моментов на ова поле? Дали гледаме дека Русија некако не губи игра на картата да загуби со санкции, но купува Европа, купува светот ефтини енергенси од таму, а гледаме дека сега нешто се најавуваше Саудиска Арабија дека можеби ќе бутка цената со зголемено производство на нафта, бидејќи не е задоволна од тоа што Русија многу произведува и продава. И Зборувате за нафта или за природен газ? за природен газ, сега за енергенси Не, изборувам. Саудиска Арабија нема такво производство.
Нема, не Катар зборувам има, да. генерално, Кај зборувам Катар, за Иран, енергенци. Ма што се случува на светско небо? Па вака, а, тоа има две битни работи. Прво се намалува вкупната потрошувачка во Европската унија на природен газ на сметка на другите енергенси. Тоа беше планирано и одамно планирано, не дека зависеше од војната во Украина, но секако дека се намалува и процентот на рускиот газ во европскиот пазар. Речеме, ако пред војната во Украина беше околу 140 милиарди метри кубни целиот капацитет што Руската Федерација го снабдуваше европскиот пазар, сега тоа е намалено на помалку од 30 милиарди. Мислам дека ланскава година беше околу 25 милиарди, ако не се лажам. Отприлика толку беше. Се не знам точно. Но секако дека тоа е драстично намалување. Така, 6 пати скоро. И тоа во иднина уште повеќе ќе се намалува и секако дека во тоа влијаат и користење на другите ресурси, но втората причина беше дека одредени земји одлучија да не купуваат руски газ, бидејќи тие пари беа користени за војни, за непријателски действија. Но секако дека ја очекувам дека тоа нема да биде во иднина само намалување на зависност од рускиот газ, туку зависност од потрошувачката на газ, и затоа ние навреме се спремавме за после 2050 година наместо газ да користиме водород. Верувате ли дека ќе користиме водород? Апсолутно. Јас сум толку многу скептик, тоа е чудо невидено. Апсолутно да. Некако како да немаме волја вакви големи проекти да ги спроведеме. Знаеш, Горан, тоа е исто како да кажеш некој во 90-тите години верувате дека ќе користиме iPhone. Ама користиме. Да, добро, окей, да, Тоа али не зависи од развојот на технологијата кај нас. Тоа зависи од развојот на технологијата на светско ниво. да, али И тоа така ќе биде. Ама ние апсолутно. некако каскаме, кога ќе ни текне, кога ќе го воведеме водородот, ако го воведеме, ќе измислат нешто друго, па ќе каскаме. Некако како да немаме желба да следиме што се случува, како да сме некое слепо црево во Европа. Не, дури напротив. Тука сме многу навреме. Добро. Верувајте дека многу навреме сме. Добро, оптимизам, окей. Добро, тука ќе завршиме веќе подкастов, еве саат и 10 минути. Гостин е Бајрам Реџепи, значи подпредседател на ДУИ, исто така поранешен директор на Домагаз. Зборувавме политика многу, малце и за гасификација и за економија. Било би беше што бевте дел од подкастов и да ги смириме малце, смириме гледачите, сите што не следат. Нема да има од страна на ДУИ затегнување на меѓунационалните односи. Апсолутно не, дури напротив. Добро, тоа е многу важно, бидејќи сме чувствителни на сето тоа, на политички препукувања, ловење по затвор и лежење, тоа не сме толку чувствителни ако некој заврши во затвор, па и да е недолжен што се вика, да нема вина, колку што сме чувствителни на меѓунационалните односи кога се влошуваат, бидејќи ако имаме влошени меѓунационални односи, нема ни економија, нема ништо. Тоа, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од подкастов. Благодарам и за поканата. Тоа беше се гледаме наредната епизода.